Добро вечер. Го гледате централниот дневник на регионалната К1. И ве што ќе гледате во него? Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и денеска одговара на прашања од пратениците. Општинската организација на Либерално-демократската партија од Велес одржа трибина на тема Системот на заштита од родово базирано насилство, состојба и предизвици. Општина Велес ја одбележа Европската недела на мобилност. Втор ден специјалната јавна обвинителка Катица Јанева одговара на прашањата на пратениците во собранието. Повеќе во прилогот на колешката Елица Радевска. Продолжува расправата на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците за работа на специјалното јавно обвинителство. На седницата беше присутна и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, но и Марко Зврлевски од јавното обвинителство, чиј извештај е исто така на дневен ред на седницата. Пратеникот Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН одговорница напомена, за да се води една важна институција како што е специјалното јавно обвинителство, освен тим, простори и добар буџет, потребен е добар личен капацитет. За таа цел пратеникот ја праша Јанева да каже кој е нејзиниот личен капацитет. И би сакал по однос на личниот капацитет баш, господјо Јанева, да добиеме одговор од вас. Бидејќи многу аналитичари, медиуми, пратеници, правници или неправници шпекулираат за тоа колкав е вашиот личен капацитет да водите една вака сериозна институција. Нова прашање кратко и јасно одговори специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која веќе втор ден одговара прашања од пратениците по основ извештајот на специјалното јавно обвинителство. И го знам многу убаво неговиот личен капацитет, а за мојот личен капацитет шеф ми беше обвинителот Марко, па нека каже он. Благодарам. Независната пратеничка Солза Грчева во своето излагање од предговорница ја праша Јанева дали овие 2 дена додека одговара на прашањата од пратениците се чувствува како фрлена меѓу волци само заради тоа што го презентирала извештајот. Би ја прашала господјата Јанева дали се чувствува како фрлена меѓу волци овде, бидејќи вчера на дебатни емисии можевме да видиме некои аналитичари, така наречени, кои што ја жалеа господјата Јанева што била овде да го образложи извештајот и рекоа дека била фрлена меѓу волци. Господјо Јанева, дали бевме толку страшни вчера? Верувам не. Верувам дека пријатно се чувствувавте на нашите плодни дебати. За работата на специјалното јавно обвинителство говореше и претеникот од НСДП Горан Мисовски. Тој е дел од фолклорот во ова собрание и дел од стратегијата на ВМРО ДПМН, ако може дебатата за вашиот извештај да се сведе на некаков минимум. И исто така жалам што секогаш кога на важни теми за Република Македонија, секогаш се наоѓа некој кој што за само него и за негови лични интереси наоѓа начин како да ја дефокусира дебатата. Извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство беше презентирано вчера, а веќе 2 дена специјалната обвинителка одговара на прашањата поставени од страна на пратениците. Синоќ Општинската организација на Либерално-демократската партија од Велес организираше трибина на тема Системот на заштита од родово базирано насилство, состојба и предизвици. Повеќе на оваа тема во прилогот што следува. Општинската организација на Либерално-демократската партија од Велес синоќ организираше трибина на тема Системот на заштита од родово базирано насилство, состојба и предизвици. Целта на трибината е да се спречат сите форми на насилство на жените, вклучувајќи го и семејното насилство. Во Република Македонија постои закон за семејно насилство, меѓутоа конвенцијата оди чекор понапред со тоа што опфаќа сет на форми, значи поголем број на форми на насилство на кои што се жртви жените, а кои што генерално и глобално не се секогаш законски регулирани. Во Република Македонија дел од нив не се, дел се, најголем дел се, меѓутоа постојат и одредени форми на насилство кои што се уште не се доречени во законот. И исто така клучниот проблем за кој што
кој што постои недоволен број на сервиси за жртви, генерално за жртви на насилство. На трибината се разговараше за Истанбулската конвенција, а незината основна цел е таа да се интернационализира, вели Јулијана Николова. Една од основните заложби не само на нас како организација на Форумот на жени на Либерално-демократската партија, туку и на Либералната интернационала, нашата чадор организација од целиот свет, е оваа конвенција да се интернационализира. Во таа насока, јас лани во март бев присутна во Њујорк на Обединети нации на еден самит кој се однесуваше на правата на жените, каде што дискутиравме и ги насочивме нашите дискусии во насока на интернационализирање на ова Истанбулска конвенција, не само во рамките на Европа, туку и во целиот свет. Истанбулската конвенција веќе е ратификувана од голем број земји од регионот, како Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија и Турција. Република Македонија ја има подпишано конвенцијата, но се уште ја нема ратификувано. Од Општинската организација на Либерално-демократската партија се надеваат дека Македонија многу скоро ќе се најде во семејството на држави кои ја ратификувале конвенцијата и ќе го унапреди целиот систем за заштита на жртвите од насилство. Вчера околу 5 часот и 25 минути на автопатот Гевгелија Скопје, на околу 1 километар после селото Удово од страна на полициски службеници, било забележано патничко возило Форд Мондео, пошто започнале да го следат со намера да го сопрат и на местото викано 113, возачот го сопрел возилото на коловозната лента, излегол и се дал во бегство во правец на реката Вардар. Од извршената контрола во возилото пронајдени биле 11 мигранти од Ирак. Лицата биле приведени и се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Општина Велес со велосипедско дефиле ја одбележа Европската недела на мобилност. Ученици од основните и средните училишта од Велес, општинската администрација, спортисти на велосипеди, а некои пешки се приклучија кон одбележувањето на оваа недела, која не треба да биде само неколку дена во годината, туку тоа треба да премине во секојдневна навика. Под мотото Паметна мобилност, силна економија, Општина Велес ја одбележа Европската недела на мобилност. Ученици од основните и средните училишта од Велес, општинската администрација, спортисти и граѓани на велосипеди, а некои пешки, се приклучија кон одбележувањето на оваа недела, која не треба да биде само неколку дена во годината, туку тоа треба да премине во секојдневна навика. Имаше за цел да се засили свеста за движење почесто без автомобили, односно возење на велосипеди и почесто одење на пешки. Се е тоа со цел да се намали штетноста на емитување на штетните гасови во воздухот и секако за почист град и почист воздух. Целта на оваа акција е да се промовираат проекти и мерки кои придонесуваат за зголемување на свеста кај граѓаните дека загадувањето на воздухот зависи од изборот на нивниот транспорт и дека сите ние како граѓани сме одговорни за воздухот што го дишеме. Треба да користат велосипедот за да зачуваме средината. Мислам дека сите граѓани треба да го употребуваат велосипедот како превозно средство, бидејќи со тоа воздухот не се загадува. Првен пред се би требало да го користат, бидејќи е здрав начин на здрав живот и помага во здравјето на луѓето, потешко се разболуваат, го продолжува животот. Треба да се користи, бидејќи не се загадува многу околината, поеколошки и поздрав живот. Европската недела на мобилност се одржува секоја година од 16 до 22 септември, а за прв пат беше иницирана во Франција во 1998 година, а во Македонија официјално одбележувањето започна во 2001 година. И во Кавадарци денеска беше одбележан меѓународниот ден без автомобили. 200 ученици организирано возеа велосипеди низ градските улици. Настанот беше во организација на гимназијата Добри Даскалов, а годинава учество зедоа ученици од основното општинско училиште Страшо Пинџур и од спортската академија.
Околу 200 ученици денеска во Кавадарци организирано возеа велосипед, со што беше одбележана неделата на мобилност која трае од 16 до 22 септември и меѓународниот ден без автомобили. Традиционално секоја година во одбележувањето на овој ден се приклучија учениците од гимназијата Добри Даскалов, а годинава учество зедоа и ученици од основното училиште Страшо Пинџур и од спортската академија при земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров. Одбележуваме светскиот ден без автомобили, значи така е насловен ден без автомобили. Учениците од гимназијата Добри Даскалов, значи секоја година оваа го одбележуваат на начин на возење на велосипеди. Секоја година имаме масовно учество на учениците, така да оваа година покрај нашите ученици со некоја бројка, мала бројка ни се приклучија ученици од основното училиште Страшо Пинџур и од спортската академија при ЗШУ Ѓорче Петров. Велков нагласи дека секоја пролет исто така како училиште организираат слична ваква активност насловена "Сите на велосипед". И тогаш во возење велосипеди им се приклучуваат и други заинтересирани ученици. Ова активност покрај на овој начин ние ја одбележуваме и на друг начин тоа во пролетните месеци кај што сите училишта ги вклучуваме во активност, тогаш "Сите на велосипед" така не е насловена, а сега е ден без автомобили. Голема поддршка значи од МВР, каде што секогаш не излеваат во пресед, значи секогаш ни обезбедуваат колоната, бидејќи сепак се движиме низ улици каде што има возила. Колоната од ученици на велосипеди се движеше низ главните улици на градот, под будното око на полициската станица од општа надлежност Кавадарци. Настанот беше со поддршка на локална самоуправа Кавадарци. На големата сцена во Велешкиот театар вчера вечер гостуваше представата Прекината Одисеја во режија на Јацек Глумб од Полска. Оваа представа е создадена од вистински приказни и отсликува фрагмент од животот на децата бегалци од Егејска Македонија во Полска. Громогласа наплау, силни емоции и по некоја солза. Вака заврши вчера вечер театарската представа Прекината Одисеја во Велешкиот театар. Создадена од вистински приказни, представата отсликува фрагменти од животот на децата бегалци од Егејска Македонија во Полска. Она што актерите го играа не беше непознато за публиката. Поголем дел и самите деца бегалци или директни потомци својот животен пат го видоа на сцената. Се подсетив, бев јас во Полска, како поминавме таму, се грижеа за нас, би рекол повеќе од колку за нивите. Потребно да се знае, оти мнозина не знаат и не се интересираат. Чувството е големо затоа што јас сум дете, значи потомец на дете бегалец. Тоа што ми го раскажувал татко ми, сега со луѓе од Полска, татко ми беше во Русија, без разлика каде бил, доволно тоа што го слушнав и што ми го кажал он и го поврзав, тоа мора да се негува, не сме да се заборави, затоа што ако се заборави, може нешто друго да се случува, ако да се негува историјата, кажува дека ние имаме корени. Представата е работена во два дела. Првиот во изведба на актерите од театарот Хелена Моджеевска од Полска и вториот во изведба на актери од Македонскиот народен театар. Актерот Владо Јовановски вели дека поставувањето на сцена ваква представа е од исклучително значење, бидејќи за прашањето на протераните од Егејска Македонија малку се говори. Проблемите на децата прогонети се на некој начин неисплачени во колективното несвесно. Нас на глумците самени, уште од прва читачка ни течеа солзи кога го читавме текстот. Значи тоа кажува дека треба повеќе представи на оваа тема да се прават. Ова е добро што се случи. Прекината Одисеја е во режија на Јацек Глумб. По Скопје и Куманово, Велес се трета општина во која се игра. Струмица, Штип, Охрид, Битола и Прилеп се македонските општини каде истата ќе биде одиграна. Наредниот месец истата представа ќе се игра во Полска.
Финансиските средства за овој проект, кој има за цел освежување на колективната меморија за нешто што не така одамна се случило, ги обезбедија Министерствата за култура на Полска и Македонија. Во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци синоќа беше отворена изложба на фотографии на Александар Ѓоргиев. Изложбата носи наслов "Анаграми за себепрепознавање". Изложба на фотографии насловена "Анаграми за себепрепознавање" беше отворена вчера вечер во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Авторот Александар Ѓоргиев е влюбеник во автентичното македонско античко, ранохристијанско и средновековно наследство. Тоа се забележува и во неговите фотографии кога за предмет на обработка зема фрагменти од црква или манастир, мотив од некоја икона и мозаик и слично. Директорот на Домот на културата Владимир Темков рече дека во оваа галерија направени се бројни изложби на фотографии, но вакво нешто се прави за прв пат. Јас сум пријатно изненаden од начинот на кој што оваа дисциплина, оваа уметничка фотографија ја практикува тој преку принтови на платно. Во оваа галерија направени се голем број на изложби на фотографија, ама мислам дека нешто овакво за прв пат се прави и сум пријатно изненаден од начинот кој што платното го прима принтот, односно уметничката фотографија ја презентира онака како што тој ја чувствува, нели компјутерски дотерана, подготвена и направена еден вид на колаж. Ѓоргиев во своето обраќање пред присутните рече дека со фотографија се занимава од 1980 година. Поминал низ многу фази кога е фотографијата во прашање, од црно-бела преку колор до дигитална фотографија. Можам да зборувам за фотографијата, бидејќи поминав многу фази, и црно-белата фотографија, и колор, негативите, диапозитивите и така. И на крај стигнавме во еден концепт дигитална фотографија, на кој вие сите фотографии се изработени од мене. Она што јас го направив и преку кое се представувам, на почеток не го гледав. Мислам, го гледав, но не го имав сублимирано, го немав ставено, да речеме, на дланка. Ова е работено пред 10 години, почнав да размислувам за овој концепт, бидејќи, како и сите, лутав во просторот и времето, сакајќи да почнам и да размислувам како сликарите. Александар Ѓоргиев е роден 1963 година во Прилеп, а од 1974 живее и работи во Скопје. Работел како фотограф и уредник на фотографија во Нова Македонија, Екран и Фокус. Денес работи во Министерството за култура во секторот за односи со јавноста. Автор е на повеќе фотомонографии, а соработувал и со повеќе познати македонски филмски и ТВ режисери како Милчо Манчевски, Димитар Османли, Младен Крстевски и други. Вмрежување и размена на искуства во производството на храна, како и внесување на нови трендови во прехранбената индустрија е целта на првиот конгрес на Црноморската асоциација од областа на науката и технологијата за производство на храна. Настанот е во организација на консалтинг и тренинг центар Клуч, седиште на македонската регионална секција на Европската групација за хигиенско инженерство и дизајн, а истиот ќе трае од денес до 24 септември. Вестите од Македонија во продолжение. Над 150 представници од преку 30 земји во светот се среќаваат на првиот конгрес на Црноморската асоциација од областа на науката и технологијата за производство на храна. На овој конгрес учесниците ќе имаат можност да ја проследат платформата за дисеминација на знаења добиени преку работа во домашни, европски и меѓународни проекти од областа на науката и технологијата за производство на храна. Се зборува во сите области на прехранбената индустрија, од усогласување на законските регулативи до традиционална храна. Се презентираат само оние презентации кои што имаат навистина што ново да кажат, значи иновативните презентации, и многу е добра за тоа што многу од луѓето кои што учествуваат на овој конгрес и се признати и познати научници во светот, за прв пат слушаат дека постои и во други земји
луѓе кои што не ги знаат, кои работат на иновативни технологии. На овој конгрес ќе земат учество и тројца представници од Факултетот за техничко-технолошки науки од Велес, кои ќе имаат свои пленарни и устни предавања. На конгресот научниците, истражувачите, професорите, компаниите и сите други лица кои се занимаваат со области поврзани со производство, преработка и дистрибуција на храна, ќе разменуваат искуства во овие области со цел воведување на нови технологии и трендови во производството на храна. Ние како професори имаме до образование, значи до усовршување и активно учествуваме во различни меѓународни проекти. Така да гласот се слуша, меѓутоа како резултат на овие конференции, она што се учи, значи новите сознанија, успеваме делумно да ги имплементираме во склопот на нашите наставни програми. Така да, сепак од многу голема полза е учеството на овие конгреси во кои што се учи ново, но и ние новитетите наши ги споделуваме кон останатите учесници на конгресот. Настанот е во организација на консалтинг и тренинг центар Клуч, седиште на Македонската регионална секција на Европската групација за хигиенско инженерство и дизајн, а истиот ќе трае до 24 септември. Микропредпријатијата во Македонија, иако сочинуваат 90% од предпријатијата и вработуваат 23% од вкупната додадена вредност на бруто домашниот производ, имаат ограничен пристап до основните банкарски услуги. Затоа голема улога во поддршка за нивниот развој имаат микрофинансиските институции кои во земјава се развиваат веќе 20 години, а во моментов работат 12. Во насока на развој на микрокредитирањето беше и денешната регионална конференција Финансиска инклузија преко микрофинансирањето, организирана од Сојузот на микрофинансиски организации со поддршка на USAID. На конференцијата министерот за финансии Кирил Миновски потенцираше дека и покрај тоа што микропредпријатијата како целина се многу важен сегмент во економијата, нивниот пристап до пазарот на капитал е ограничен, бидејќи станува збор за мали субјекти кои имаат до 10 вработени. Оттаму улогата на микрокредитирањето е од суштинско значење за развој на овој сегмент. Тој подлече дека за да го поддржи нивниот развој, владата на Република Македонија настојува преку превземање на соодветни политики и мерки да им го олесни пристапот до капитал. На конференцијата присуствуваше гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов, кој истакна дека во повеќето земји како и кај нас банките преовладуваат во кредитната и депозитната база, но дека и небанкарските институции како штедилниците, институциите за микрофинансирање, финансиските задруги исто така имаат значајна улога во обезбедувањето финансиски услуги. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ги критикуваше денеска земјите членки на Европската унија кои одбиваат да прифатат бегалци од Грција и Италија. Светот треба да најде нови начини за да ги спречи заканите од Северна Кореја. Ова го порача премиерот на Јапонија Шинзо Абе. Свето денеска. Жан-Клод Јункер, председателот на Европската комисија, денеска упати остра критика до земјите членки на Европската унија кои одбиваат да прифатат бегалци од Грција и Италија, често пати поради причина што мигрантите се муслимани. Според Јункер, одредени земји од унијата веруваат дека се католички држави и дека нема место за муслимани. Тој порача дека ваквиот начин на расудување е неприфатлив бидејќи прво доаѓаат луѓе, а потоа доаѓа верата. Инаку во месец септември минатата година членките на Европската унија одлучија во период од 2 години да распределат 160.000 бегалци кои се наоѓаат во Грција, Италија и другите земји кои не можат да се изборат со приливот на мигранти. Само 5.000 бегалци се преместени досега. Светот треба да најде нови начини за да ги спречи заканите од Северна Кореја. Ова го порача премиерот на Јапонија Шинзо Абе на заседанието на Генералното собрание на Обединетите нации. Откако Пјонгјанг кој неодамна е под меѓународни санкции изврши повеќе нуклеарни и ракетни тестирања. Јапонскиот премиер истакна дека заканите кои ги испраќа Пјонгјанг кон меѓународната заедница се поразлични од претходно и стануваат се посериозни и пореални за да се одговори
незаканите потребни се нови начини, целосно поинакви од оние што се применуваат досега, додаде тој. При тоа не потенцира за какви точни акции станува збор, но како што најави, Јапонија ќе го искористи своето место на непостојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации за да истражи нови опции. Инаку на заседанието на Генералното собрание ќе учествува и македонска делегација предводена од председателот Ѓорѓе Иванов. Од Обединетите нации соопштуваат дека ќе продолжат да испраќаат конвои со хуманитарна помош во Сирија. Ова денеска го соопшти портпаролот на Агенцијата на Обединетите нации за хуманитарна помош Јенс Лерке, откако истата беше суспендирана поради инцидентот кој се случи во понеделникот, кога при напад врз колона на камиони на Светската организација загинаа 20 лица. Лерке потенцира дека неколку конвои уште денеска ќе заминат во загрозени места во Сирија. При тоа не нагласи во кој дел од земјата ќе се случи тоа, но истакна дека конвој нема да замине во провинцијата Алепо, каде се случи нападот во понеделникот. Портпаролот призна дека се уште не е завршена целосната проценка, но додаде дека планираните испораки ќе се спроведуваат од случај до случај. Претходно од Обединетите нации соопштија дека се подготвени што е можно поскоро да испратат конвој со хуманитарна помош во тешко достапните места и местата кои се под опсада во Сирија. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност. Максималната температура ќе се движи во интервал од 16 до 23 степени. Од утре ќе имаме посвежи утра, особено на повисоките места и на планините. Максималната температура ќе има тенденција на благо покачување. Да ги погледнеме деталите. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме ова издание. Имете пријатна вечер со програмата на К1.